мрзеливи и да направите нешто во животот. Здраво на сите и добре дојдовте во долго очекуваното видео. Како што знаете, на стори ставив стори, каде што прашав дали сакате да направам вежби за оние луѓе кои што се мрзеливи, не може да станат во кревет или пак стануваат само за вршење физиолошки потреби. Сега, на два начина може да се изведуваат тие вежби, на под или од вашиот кревет, каде што тоа е наменето само за next level луѓе кои што ги имаат достигнато тоа ниво на мрзеливост што и физиолошките потреби не може да ги извршат, да разбирате. Па да не должиме ние премногу, ставите лайк, шер, субскрайб на ова видео, да започнеме и да одиме со првата вежба. И да, одиме со првата вежба. Нормално таа започнува нашата глава, исто лежите дали на подот, дали на вашиот кревет, се едно, рацете покрај вас, покрај телото, или можете ги вкрстите, во овој случај ќе ги вкрстам, затоа што е така поише ми одговара, знаете. Што се вика народски, жаргонски речено дека овие вежби помагаат, значи, од главата до прстите, но најмалото прсте све се раздвижува. Почнуваме. Ова прва вежба и техника. Главата се подигнува и ги допира градите, а потоа се спушта. Вака правиме 10 пати, 10 подигнувања со нашата глава, 3 серии, ништо повеќе. Затоа што ако правите повеќе серии, повеќе повторувања, имате проблеми со вкоченување на вашиот врат. Ама, ваш избор. За почеток ви препорачувам по 10. Затоа што како и да вежбите, иде и се потешко и потешко. Тука сме. Идеме. Оваа вежба и те како помага, немојте мислите дека нешто ве манипулирам или не знам што ви исмеувам некако саркастично. Оваа вежба и те како помага, значи како што кажав, врвни спортисти практикуваат со тоа што ја учуваат нивната така да наречам темели на вратот, кој што утре, пример, еве во боксот, кикбоксот, не е битно, имаат доволно сила во нивниот врат да издржат 2-3 удара поред, значи со полна сила, и да успеат да задржат рамнотежа за да не паднат. Бидејќи ако имате слаб врат, тоа е многу лошо за во боксот посебно, да знаете, да кој сака почне да тренира бокс, да го информирам на време. Сега, да не должиме ние премногу, да предиме на втората вежба. Втората вежба е малку потешка и повеќе се замара, така да ќе мора горниот дел, не цел, да се подкрене. Што значи дека може и мрзеливите да го прават тоа, меѓутоа, сепак ова е вежби нели за мрзеливите. И затоа лежиме на под, ниту сме станати, ниту одиме, ниту се движиме. Само лежиме и правиме некои екзибиции. Повторно, легнувате. Овој пат нека ви бидат вашите нозе до вашите колкови. Зете полесно да ви биде. И рацете висе на вашиот квадрицепс, односно тука, за да може да, кога се подигнете, да ги фатите колената. Исто вака, правиме 10 подигнувања, 3 серии, значи 10 подигнувања, пауза, 10 подигнувања, пауза, уште 10 подигнувања, завршуваш. Преоѓаш на следната вежба која што ќе ви ја прикажам по оваа вежба. Тука сме, рацете се на вашите нози. И 1, 2, 3, 4,
Така изгледа оваа вежба. Корисна е за горниот дел од вашите стомачни мускули. Сега, ова вежба не претерувајте, значи по 10 пати, 10 повторувања, 10 подигања, 3 серии. Ништо повеќе од тоа. Сега идеме на трета вежба. Третава вежба малку потешка од претходните две вежби. Но, за да го направиме тоа, ние ќе мора да смениме кадар, за незнари од оваа страна, ќе биде од оваа страна, се работи с долниот дел на стомачните мускули и ќе имаме мал проблем тука тоа да го прикажеме. Така да, се гледаме за кратко. Значи вака, тука сме сега на оваа позиција. Треба да ви е потребно само едно нешто. Кога сте на кревет, да се прифатите на креветот, не да кога сте на под. Да имате нешто вака подсврсто, што нема да се движи, за да ви може слободно се фатите за него, нели како да може да се движите, дали лево, дали десно, не знам, напред-назад, а ова е стабилно. Исто така креветот е стабилен. Сега, ова вежба е малку потешка, исто така ќе биде формулирано 10 подигнувања, 3 серии, ништо повеќе. Помеѓу секоја серија, пауза. Одиме. Не објаснив, значи ќе правиме подигнување на нозете со свиткани кореници. За да едноставно ви се полесни ваша таа активност, затоа што кога се испружени е потешко. Се прави екстензија и на горните стомаши, а кога е споено е многу полесно. Мислам, кога се склупчени. Сега, се фаќате на местото, каде што се осеќате, кај сигурно дека нема да се помести. Од тука се подкрепате, се спуштате. Меѓутоа, не се спуштаме до долу. Ако се спуштиме до долу, немаме ефективност. Ние ќе се подкренеме, значи се креваме нормално. Првиот пат се креваме од тука, сакате ви свиткате и нозете, што сакате правете, меѓутоа да се склопчени. Од тука се креваме. Оп, 1. До тука, значи, ништо повеќе. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и така до 10. Немојте да брзате. Се кревате горе, се спуштате долу. Се кревате горе, се спуштате долу. Ако 10 подигнувања ви е потешко, тогаш преидете на 5, намалете 5, а потоа како се чувствувате подобро, посилно, тогаш преидете на 10 повторувања во една серија. Идеме на четвртата, која што е малку потешка, а ја препорачувам за оние малку поискусни, можете и вие нормално. Меѓутоа, се намалува на 5 сега. 3 повторувања во 3 серии и во секоја серија по 5 повторувања или подигања. Па повеќе да речам дека е као кружно вртење. Само момент, исто. Стабилна поддршка, како што е оваа комода, или вашиот кревет. Ги знаете оние кревети, што се од 41 што се вика на железа све, тие има чипчи убаво, можете да се држите. Тука сме. Крстувам, се кревам, се спуштам и вртам. Се спуштам и вртам. Се спуштам и вртам. Се спуштам и вртам. Дали ме разбирате? Па после. Се спуштам и вртам. Се спуштам и вртам. Се спуштам и вртам. За да израмните оние кои што повеќе, значи со next level, 5 во лева страна кружни движења, 5 во десна страна кружни движења, но со склупчени нозе. Затоа што ако ги спружите нозете е многу потешко. Така да сега ќе го преместиме кадарот, затоа што следната вежба треба друг кадар. Што да правиме? Мора да менуваме кадри, дали ме разбирате. Вие уживајте се, гледаме за кратко, да.
И петата и последната се однесува на нашите нозе. Да не претуруваме, бидејќи имавме за се по една вежба. За главата една вежба, за горниот дел од стомашните една вежба, за долниот дел од стомашните една вежба. Меѓутоа, имавме уште малце, мислам две вежби правихме за долниот дел, а повеќе може да речеме и за колковите, кога вртевме. И последната вежба, исто една ќе биде, за нашите нозе. Ова малце ќе наречеме вежба, за да утре немате, например, мрза да се движите или да станете, не разбирате. Едноставни потези се. Главата може да остане овде, може би да подигната, се едно. Рацете долу и одиме. Една, друга, една, друга, една, друга, една, друга. Исто како кога ќе возите точак, меѓутоа горе, доле, горе, доле, горе, горе, доле, горе, доле, горе, доле. Со ова си помагате да не постанете мрзеливи и да направите нешто во животот, а не само да лежите во креветот. Ова вежба што ја представив сега, исто ќе ја правите, значи, само што тука не можеш да броиш, например, колку подигнување и што. Имаш 10 секунди. 10 секунди. Ке туркаш, значи напред, назад. 3 серии по 10 секунди и крај. Наутро, навечер, пред спиење, после спиење, перфект. Истото и јас го вежбам, значи вие уживајте. Ако ви се допадна ово видео, ставете лайк, ако не ви се допадна, субскрайб, ако не ви се субскрайбнува, донирајте за надградување на овој канал, дополнителна опрема и се друго. Тоа е, дечки, уживајте и колирајте. Ве поздравувам.